Дечки, Ваня сака нещо да ви каже. Значи, Не кажувай! Имам изненадување. Изненадување? Много сакам изненадување. И јас сакам изненадување. А какво изненадување, Ваня? Јас знам што е. Стој! Не кажувај! Ти многу сакаш животни. Сигурно ти купиле ново домашно милениче. Не. Па кажи што е. Не ви кажувам, погодете. Еве ќе ви помогнам. Нешто във врска со забава. Знам, ќе правиш забава. Тебе да не ти е роден ден? Точно, погодите, но не знаете каде ќе го славам. Јас знам, може да кажем? Не. Знам, во игротека. Не. А близко бе? Знам, во парк. Еве ќе ви помогнам. Поврзано е со животни. Ама ја не сакам да одам на фарма. Не може да одиме на фарма. Во зоолошка, ете. Марија, зашто го кажа? Ќе одиме на роден ден. Еве имам покани. Ало. Ало, Анастасија, што правиш? Гледам филм. Ке ми дојдеш на роден ден? Во зоолошка ќе го славам. Што знам, некако ми личи како бебешки роден ден. Па, вие смотаниве од моје училиште ќе дојдат. Ти викам бебешки роден ден? Ама имам идеја, сакаш да ги изезнеме, да им правиме пренкови? Супер ќе биде, баш ќе се забавуваме. Добро, така може, ќе биде забавно. Ај се гледаме, чао. Ајде, чао. Види сега што ќе направам Доротеја. Кај си има Доротеја? Еве, многу ти е добар роден денот. Фала ти. Значи, баш си лоша, Вања. Знам. Ја имам папагале. Да, памтам. Каква раса ти бе? Тигрица. Пази сега што ќе направам. Ау! Пази бе, Николина, малце кај одиш. Царица си. Абе, сега што ќе направиш на мали бе? Дај ми го втиче по тоа птицата. Повели ти стави на има. Дечки, го пробате сокот? О, не сега. Што е ова? Вања, многу ти е грозен сокот. Зашто баш убав сокот? Вас не ви се допаѓа.
Rumen, dojdi malce. Idem. Aj! Ей, дечки, дойдете, нещо да ви покажа. Що? Що? Това си Ваня не го направила? Ваня не е добра другарка. Знам да иде. Баш е безобразна. Дали се най да си одим? Да, айде да си одим. Къде са сите? Па не мислам дека ги видов како си одат. Но защо? Еме туртата, защо си одат? Е, па ни роден ден не знај да организираш, бе, Вања. Анастасия, ма! Мола, па шибава вака. Ало, Доротея, сакаш да излеземе? Не можам, Ваня, имам гости. Окей. Ало, Николина, сакаш да идеме на пица, ја шеста. Не, Ваня, не сакам да идем. Не икеш? Што? Ајде. Ало, Ива, сакаш да правиме алки? Не, Ваня, не сакам да правиме алки. Добре, чао. Ајде, чао. Дечки, видете го видеово. Ай, пушти го. Ей, Дори, еве си ти. Ое, јас ще го снимав на роден ден од Вања. Еве сме јас и Ива како пукнав масок. Кој го објавил видеово? Јас. Видете колку прегледи има. 300.000! Го пратив на надпревар за најдобар пренк. Ние сме победници. И видите, добивме награда. Мислам дека треба да ја викнеме и Вања. Тркалата се сврти. Изгледа и дека Вања не е толку лоша другарка. И јас ке се јавам. Загадката за оваа недела гласи: ако го имам, не го споделувам. Ако го споделувам, више го немам. Што е тоа? Доколку го знаете одговорот на загадката, пишете на нашите Instagram или Facebook профили. Ако сте брзи и точни, следуваат награди! Погледнете ги ноктите на оваа жена. Таа го држи светскиот рекорд за најдолги нокти и веќе 18 години ги нема исечено. Една американка успела да изеде полна чинија за тестенини за 26 секунди. Најмалиот жив конј е бомбел, кој е висок само 56 сантиметри. Вау, тоа е прилично малку. Највисокиот и најнискиот човек заедно изгледаат вака. На Джоел Стрейсер му биле потребни 3 часа и 13 минути за да стави 3500 чепкалки во својата брада и да изгледа вака. Светски рекорд за најголем стаклен лампион држи човек кој успел да изработи лампион тежок 20 кг со диаметар од 65 см.
Тинтери Минтери шоу! Влизате! Здраво! Здраво, Андреа, како си? Дечки, знаете што, минав во четврток ми е роден ден, ќе ми дојдете? А колку са? Нека и си 7. Па, мене ми одговара. И мене. Па значи ќе ми дојдете. Да, супер. Сакате сок? Па, може донес. Може. Сакате да направиме едно голямо роденденско изненадување? Супер! Некоја не беше вчера на училиште, можете да ја кажеме дека ќе имаме тест по математика и ќе одиме да учиме, а уствари ние ќе се спремаме за изненадувањето. Договорено. Еве, ајде, оди на место. Дечки, ништо, нема сок, сестра ми го испие цело. Ака нема брзо, нема. Сега да ти кажем дека ти вчера не беше на час и на синичката по математика ни кажа дека ќе правиме тест во петок. Тест во петок. И што ќе правам сега? Јас мене во четврток ми е родена, па никој нема да ми дојде. Сите ќе учат за тестот и никој нема да ми дојде. Мораме да вежбаме математика, тоа е. Па не знам, ама ние се одиме дома да учиме, така да и ти спремај се за тестот. Ајде се гледаме, чао, чао. Така ми спремни. Ајде. Зошто не отвара? Колку е саат? 7. Па усило ме роденданот. А јави се види. Ајде. Ало, Андреа? Што правиш? Не можам да зборам тест по математика сум. Чекај малце роденденот. Па го откажа роденденот, имаме утре тест. Го откажа. Окей, чао. И па добро, ајде. Чао. Што ти кажам? Го откажала роденденот. Отишла на час по математика. Добро, ајде. Да ми го поправиш фустанот одма. Не може ти да си главна. Може. Ајде, сечи го. Ама зошто ти секогаш си главна? Па така се погоди. Јас победив кога игравме лискаме ножички. Ти изгуби. Ајде, среди го. Добро, ме следен пат јас ке сум главна. Ке видиме, ако изгубиш, пак ке ми бидеш слугинка. Ајде, сега сечи. Абе, поубаво. Сега на другата страна. Не си фер. Па, јас сум главна и секогаш ќе биде така. Сега наред е фризурата. Значи како е најубава? Значи вака, вака и вака позади. Вака ти е најубаво. Не бе, ме лажеш. Добро, тогаш вака ти е најубаво. Не, така е грозна. Носи ја како сакаш. Ајде сега да ја събираме ташната. Ајде, ставај. Ама господе, не може да собери ништо тука. Како не ти е срам тоа да ми го речеш? Чекај малку шетна. Како не ти е срам тоа да го кажеш? Да собира, гледај. Ама ти што си ставила тука? Па секако чешел, крема, листови, телефон, крава и многу друго. Ама како така крава? Не може со крава. Зошто мора да имаме крава? Зашто ти е кравата? За млеко. Не може млеко. Па ќе ми се пие млеко. Ако сакаш млеко, кравата сама ќе си ја можеш. Како па да не, секако дека ти ќе ми ја молзеш. Ти си ми слугинка, јас сум ти господарка. А кога ќе се роди теле? И телето ли сакаш јас да ти го пасам? Па секако. Не може така. Мораш. Ти ќе ми бидеш и точка. Тука ставам точка дека ќе го пасеш телето.
Па јас ќе ставам уште 2 точки и ќе бидат 3 точки. Па јас ќе ги избришам тие 2 точки. Па јас ќе избришам и твојата точка. Па јас ќе ставам уште една. Па сега веќе немаш ли лист? Ама ти мене многу ме караш. Па јас веќе нема да играм. Мораш, утре во 8:45 да си тука. Па јас не можам во 8:45. Мораш. Можам во 15 за 9. Па јас тогаш не можам. Па добро, тогаш чао. Чао! Visok je i slab, ne zna da peje, recitira rap, no s očima se smeje. Simpatija me vika, so mene se pali, so drugi se slika, a mene mi se žali. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Voziški mi krade, dava ma fini, srce neke da dade, krije pogled od oči sini. Ljubav ta ne je tajna, ljubav ta je sila, mudrost je to je trajna, od svakoga štaka biva. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Елице во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја. Алилуја. Елице во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја. Аллилуйя. Нам шубава работа. Ова, ама сам. Ако постои да. Добар ден, Чичо! Ајде, ми извади од пам. Зашто, Чичо? Зашто не, зашто цел живот така добро? Чукни, тропни, понежно, малку да белезам. Здраво, ајде, живо. Па чукав, јас не ми отвори. Што си го грабнал тоа, бе, што си го гушнал, бе? Шо бреш, бе, дете ти? Ништо, бе, Чичо, апарат за гасење пожар. Па апарат за гасење пожар, што мајка бараш да носи? Нешто да не гори, да треба да Не, Чичо. Што е? Не, него сакав да одиме на тие обновите што ги палат и да скокаме преку обнови. Ти дека не можеш баш да скокаш, ако се запалиш, јас претходно да ти испрскам за да не изгориш. Погодаш, ти нормален ли си, бе? Да скокаме по обнови, ние што сме, акмаци сме? Не бе, Чичо, па нели се
палат, Абе, на така ние основа. скокаме. Абе, какви огроми, какви бакачи, бе. Слушай да ти кажам една работа. Тоа си све суеверија, глупости, православие, тоа си кажало друга работа. Еве, вака, Бадникова вечера, оп, се спремаме, гледаш све Значи фино. нема да одиме. Па нема да одиме какво одење. Да се соблечам. Па соблечи се, Ама ме нормално. разочара, Чичо. Јас сум ти разочар. Да. Ајде си. Не па и ти и тато, јас затоа дојдов кај тебе. Се викам, ајде ти барем ќе ме прошеташ каде име ногнови, таму ќе скокаме. Абе, какво скокање на обнови, мој Епа. дете. Абе, ти ја знаеш ли она поговорката, кај да си дома, на Бадник дома да си, како беше? Да, Чичо. Кај да си, Епа ете и сакав и дома да бидам на Бадник, ама тато ми изнервира. Му реков, Абе. значи, убаво се прави лепче. И во лепчето се става паричка. И кога ќе ја ставиме паричката во лепчето се крши и немаше лепче. Не сака лепче да кршиме, на Василица се кршело лепче, не се кршело на Бадник. Викам, знам дека се викаш Васко, дека сакаш ни мен ден од твој. Ама и на Бадник се крши. Не се кршело и нема. А Чек. мама кога е дома си кршиме и на Василица и на Бадник. еве мама, еве и твојата сестра, мајка и мојава и стринка ти, енеги од нова година им се погоди бомбона и децата собрани сите све у Охрид. Сега заглавиле на стража. Стварно. Да, ве снег Па додиме натрупал. да ги земеме. Како ќе ги земеме кога ми ја зема колата? Со шо да ги земеме? Пешки да одиме. Па како ќе си дојдат бе, Чичо? Шо знам како ќе си го пратив овој, кажи го. Диме го пратив. Ти да ќе ги Диме земе. минатата недела положи бе, Чичо. Па да се навежба на снег да види како е. Како? Ако заглави и Диме? Нема, ќе се стопи. Сега да ти кажам, да не се арчиш умот, да не си го арчиш за ова. Многу има тука полемики, како кој знаеш че е толку тоа важно сега, кога се правила паричката, кога не се правила паричката. Паричката се прави во спомен на Свети Васили. И затоа го прават на Василица, ама треба да ја знаеш позадината. И сега, како се случило, што се Знаеш случило? што да ми кажеш? Епа, нормално, иди се, ја не знам, мене ми кажа, ама ми кажа све што е на лице, тоа е за веруење. Сега не е од рекла казала од чичко, стринка, тетка, бабичка што дува у пазови, не, него од свештеник. Значи, тоа било историски настан, вистина се случило во 4 век, наша ера, после Христа. Значи, знаеш да Свети Василий бил многу учен човек, архиепископ бил во Кападокија, бил ептен добар, многу јак. И имало еден таму цар, како ли му се викаше пустиот име, му го забрев, Не е оте важно. бил лош и дошол да се види со Свети Василий, а они биле соученици, другари биле предавно. И му рекол, доаѓам ја, му пишал писмо, доаѓам ја да ми дарувате, кога ќе дојдам у Кападокија, да излезете да ме дарувате. И овие излагање, баб ржени лебови, толку било, нема шо друго е вака нешто месено, оти немало сиромаштија. Ово е навредување, знаеш, горди ти е царовите, Така цар бил, да. цар, ама цар, имаш добри цареви, богугодни и имаш катастрофи, Лоши, лоши. И овој таков. Многу лош. Катил. И им рекол, сега вака вие мене ме пречекувате на место со злато, идам да се тепам со таму со персиците, да се војува, кога ќе се вратам, цела Кападокија ја палам, а тебе му се заканил и на Свети Васили, тебе ќе видиш тебе што ќе те најде. Тој многу лош бил. Епа, ти викам, све има бе, ти мислиш Овој му дал да јаде, овој сакал да губи. Епа сега, тоа е. И што да прави Свети Василий, жал му паднало не за него, му паднало жал за луѓето, цел град ќе го запали. И им вика на сите луѓе, на сите верници, вака и вака, сите што имате по дома злато, носите го, овој кој ќе се врати, да го даруваме, оти ќе не запали живи сите. Виделе, не виделе вернициве, кога кажал архиепископот, го донеле златото, го донеле. Арно, ама Господ си ги пази своите луѓе, си ги сака, нели, секогаш. И овој, пошто бил против Господ и зборел такви работи неприлични, изгубил војната, умрел, починал, загинал во борба. И сега златово останало. Сега Свети Василий што ќе прави? Не ќе го зима за него, така?
Тој бил добар, им го вратил на сиромашните, не? Да им го врати нормално, гледаш тебе ти текно и ти јакало. Како знаел Чичо на кој колку да му врати, што да му Гледај врати? сега, тоа не знаел, од кај да знае он човеке. Ама он си се помолил на Господ. Господи, аман заран, некако справедливо да им вратам на луѓево. Ти знаеш, некој плаќал дал повеќе, некој помалку, некој златници, Кој некој колку некаков предмет, кој колку имал. Така е. Абе тебе, ти се пробиспре вака на празници да ти кажам, кеф ми прашите. Чичо, од тебе учам. Па, добро сега, види. Ами, имаш предиспозиција. До кај стигнав? До како им го раздели? Како им го развил? Си се помолил и добил нешто одговор, нешто. И им рекол на сите прислужници во црквата што биле ѓакони, сите што се певците, вака така, месете луѓе левови. Доаѓа празник и ги вика на литургија да им поделиме на сите левови. Ама внатре, вика, ќе ги ставаме, ќе ставам златото. И он тап става. Како доаѓаат луѓе, го зима левот, го дава, го зима левот, го дава. И идат луѓето не знаат. Дома отвараат злато, ама не само злато, туку нивното злато. Тоа злато што го дале за оној лошиот цар да го смират. Ти текнува? Ео, таму иде на Василица да се врти паричката, ме разбираш? Чичо, ние од сега, јас нема веќе да бидам тажен. Аме види се, не знам, јас сум заборел стар човек, знаеш како ти е? Мислам дека он тоа го правил баш за Божик или за бадник на литургија. Значи, знаеш, и сега... Значи така е правилно. Не е грешка сега и на бадник да преш, ама не се запије ти сега како слеп за стап. Чичко, јас многу го сакам сега Свети Васили, значи тој многу бил добар. Види да ти кажам, Свети Васили ти е еден, така го викаат, еден од столбовите на црквата. Господ многу го сакам. Па бил многу учен, го сакал нормално, учен, посветен, добар. Еј, чекај това. Стринка. Ало? Аме шо правам? Ти шо преш? Јас колку ми дал Господ, колку шо знам да направам, ставив нешто за бадник. Вие и патувате ли навака, шо правите? Доста јадеш бомбони, прво јади пита. Не тебе, ти знам дека немаш бомбони, на Тино му зборам, на внук ти. Да и доаѓам само вие. Абе, не можам да дојдам, како ќе дојдам и ти, како ке тебе е колата, како да дојдам да те земам? Па јако ти викав да идеме заедно на Божик, вие се запнавте со сестра ми, да идеме, ете, отидовте. Аме не дека некам јас да те... Јас го пратив Диме. Ја да дојам со Диме. Па што ќе... Ајде ќе дојдеме, ајде. Ајде да идеме со Диме. Чекај. Ало? Чичо. Земи си ти да каснеш. Држи пола. Абе, земи ти, ајде. Зимските уписи се во тек.
Дојдете во Тинтири-Минтири, деца од 9 до 18 години. Ако се досадуваш, знај дека назадуваш. Решението е лесно, во Тинтири-Минтири е интересно. Тинтири-Минтири шоу! Јавите се на овој телефон. Пази сега што ќе направам. Ау! Ау! Или акција. Ајде, дечки. Еј, дечки, дојдете нешто да ви покажам. Што? Што? Готови сме! Не гледај во камера. Вања, зашто се насмеа? Ајде. Зашто? Сега ќе биде дотето. Ти, Вања, не знаеш ни е роден ден. Е, па дека ни роден ден не знаеш ни ништо. Анастасија, ма! Анастасија, ма! Молам. Анастасија, ма! Баш и убава вака. Анастасија, ма! Молам, баш и убава вака. Влезете. Здраво, како си? Што се случи? Абе, ајде! Е, Андреа, ти, ама немој такви пати сега. Ајде, сега не. Ама Андреа, престани. Ајде. И дечки. Добро, ајде, ама следен пат ти ќе си. Ја. Е, како така? Ти ќе ми го молцаш, ти си ми помошничка, ти. Јас не може сама ќе си ја молзиш. Не може, ти си ми помошничка. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири-Минтири шоу. Тинтири-Минтири, Тинтири-Минтири, Тинтири-Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-Минтири, Тинтири